Библиотеката Фолгер Шекспир во Вашингтон ја има најголемата збирка на книжевните дела на Шекспир. Околу 60.000 ракописи, 90.000 графички илустрации и околу 280.000 печатени книги. По 4 години реновирање, сега библиотеката повторно е отворена за јавноста. Во библиотеката директорка за едукација е Пеги Обрајан. Сега имаме повеќе над 1000 квадратни метри изложбен простор, што е огромен, простор кој ќе ни овозможи да покажеме ретки книги на начин на кој досега не сме можеле тоа да го направиме, бидејќи треба да ја блокирате целата светлина кога прикажуваме ретки дела. Првото фолио е главното богатство на библиотеката Фолгер. Тоа е првата објавена збирка на драми на Шекспир која датира од 1623 година. Околу 230 примероци постојат денес. 5 од нив се чуваат во британската библиотека во Лондон. Библиотеката Фолгер има 82 примерока. До овие ретки копии е реконструкција на печатарска машина од 17 век, како и артефакти поврзани со животот на Шекспир и влијанието што тој го имал во светската култура. Од портретот на кралицата Елизабета до разгледницата со Ира Елдрич, првиот актер со афроамериканско потекло кој глуми во Отело во средината на 19 век во Англија. Колекцијата се наоѓа во сад благодарение на бизнисменот со нафта Хенри Фолгер и неговата сопруга Емили, кои биле колекционери на изданија и книги на Шекспир кон крајот на 1880-тите. Во 1932 година тие отвориле библиотека во населбата Капитол Хил, веднаш до Американскиот конгрес и Врховниот суд на САД во Вашингтон. Денес библиотеката што го носи името на Фолгер продолжува да собира стари англиски книги и разни материјали за Вилијам Шекспир. Директорот на библиотеката Майкл Витмор вели дека и во денешно време делата се уште се актуелни. Уметноста и хуманитарните науки треба да бидат дел од комуникациите за тоа кои сме ние како граѓани со мултикултурна, мултирасна демократија, култура која е сложена, која се соочува со нови проблеми и предизвици. А Шекспир директно навлегува во толку многу прашања кои не дефинираат и со кои се уште се бориме. Изложбата го содржи и првото издание на веројатно најпознатата забранета книга од 17 век, диалогот за двата главни светски системи, од познатиот астроном Галилео Галилеј со автограм на авторот. Изложено е и првото комерцијално издание на Вини Пу, подпишано од авторот Алан Милн, како и ракописот на Жил Верн за класиката на научна фантастика, Патување до центарот на земјата. Библиотеката Фолгер е исто така дом на Елизабетанскиот театар, кој треба да ја започне есенската сезона со класичните Ромео и Јулија. Внатрешноста на библиотеката е малку шекспировска, како и незината содржина. Од витражи готски прозорци и кандлебари до градинарски цвеќиња и растенија од рамите на Шекспир како лаванда, розмарин и магнолии.